Добро вечер. Во рамките на циклус филмови на режисерот Милчо Манчевски ви нудиме кратко упатство за употреба, препорачано од страна на филмологот Владимир Ангелов. А вечерват имаме можност да го погледнеме играниот филм Бикини Мун, како и краткиот филм Крајот на времето. Ви посакувам пријатна проекција. Здраво, јас сум Владимир Ангелов, филмолог, и вечерва ќе го гледаме филмот Бикини Мун. Режиран и напишан од Милчо Манчевски, ова е негов петти игран филм. Премиерно е прикажан во 2017 година. Бикини Мун е неговиот прв голем американски филм. Филмот има праволиниска нарација, започнува така што една филмска екипа што снима документарец за бездомници ќе најде својата тема. Чудната, мистериозна, ментално болна, но убава бездомничка Бикини, повратничка од Ирак. Тие, без да ја прашаат, не влегуваат во незиниот свет. Seедно дали тоа го прават од алтруистички или од чисто егоистички побуди, односно за филмска слава и се што таа носи со себе. Патем, за време на снимањето, екипата и Бикини се губат во односите што ги создаваат. Приказната е преголема за сите што учествуваат во неа. На почеток, работите тргнуваат кон подобро за Бикини. Започнува да ги пие своите лекови, од кои станува фиксирана на животот. Почнува да се интересира за документарецот што Тревор го снима за незиниот живот. Но потоа Тревор во приказната ја внесува незината ќерка и Бикини повторно почнува да се губи. Тревор и неговата девојка Кейт ќе приберат Бикини дома, како што Тартив беше прибран од страна на Оргон или како што Буди од филмот Буди спасен од војата беше прибран од страна на Едуард, исто како и во овие два примери, Бикини ќе го растури семејството каде што престојува. Ќе има врска со Тревор, а потоа и со Кейт. Таа ќе се растури и себе си. Бикини Мун е прецизно изведен во секој поглед. Манчевски имаше субјективни кадри од страна на камера, на документарната филмска екипа и кадри снимени со мобилни телефони од разни минувачи, раскажувајќи ја приказната за воениот ветеран Бикини. Може би во овој филм најдобро се гледа виртуозноста на Манчевски како режисер, особено во акциски сцени. Сцената во која Бикини напаѓа неколку судски службеници, стратешки темпирана пред крајот на филмот, е безпрекорна акциска вињета. Актерската игра на Кондола Рашад, Вил Џановиќ, Сара Голдберг и другите одлично се вклопуваат во идејата на Манчевски да ја прикаже манипулацијата од страна на медиумите преку реалната телевизија и документарците и дали и кога таа манипулација е оправдана. За жал, во филмот нема ни еден македонски актер, а Дебра Јанг од Холивуд Репортер ќе напише дека филмот е интелигентен со доза на кул њујоршка иронија во која лесно се навлегува. Режисерот Манчевски во филмот ќе го видите како фотографија на маицата на Кришна во сцената кога Тревор ја изневерува Кейт. И пред да го погледнеме Бикини Мун, ќе го видиме краткиот експериментален филм Крајот на времето на Милчо Манчевски. Во еден момент, во едно мало на 64-та улица во Сан Антонио де Лос Банјос во Куба, маалските типови играат домино, Пабло ќе погоди хомран, девојките ке се кикотат додека се враќаат од училиште, а Хулио е малку пивнат уште од Сабајле. Армано конечно е го убедил својот брат да му го даде да го повози неговото црвено такси, а мајката и тетката Софија си шепотат додека главниот лик на филмот го слуша неродениот брат во нејзиниот стомак.